Zdravo na sите... Zdravo na site... Zdravo на сите и добро дојдовте во Макина јутубери, како што можете да видите. После предобро поминатото видео за маки на ниските луѓе, решив да снимам трето вакво видео каде што ќе прикажувам нечии маки. На претходното видео имаше многу коментари тоа да биде маки на јутубери, така што си реков за мене нема ништо полесно од тоа, само ќе се искажам вака, што мене ми се секојдневни маки, така да еве можеби ќе ви доближам какви се маки имаме ние јутуберите. Или барем дел од нив затоа што ги има илјадници. Сега како и секојаш си ги имам тука запишано како точки, па јас ќе зборам за нив. Само пред да почнам да се жалам, да ви кажам дека ова видео не треба да се сваќа и толку сериозно и дека иако постојат многу работи за кои би се жалели, многу маки, сепак бенефитите од ова се многу поважни, многу повеќе значат, така што не се жалам, туку само ќе кажувам маки кои што си ги имаме ние за да си го вклопам и ова видео во серијалот и да пробам да ви доближам како тоа ние на нас јутуберите. И дека не сме ништо посебно и тоа мислам дека е најголема предност кај јутуберите што го имаме кажано тоа милион пати за разлика од сите други славни личности. Со нас барем може да се чувствувате како другари, така да еве во ова видео баш ќе ви доближам дека сме како и сите вас. Првото нешто што го имам, што баш и не требаше да биде прва, али како ми доаѓа, така ги пишува fan no social life или немање социјален живот. Кога некој ќе се јави, ајде да искочиме, ајде да одиме ваму, ајде да правиме тоа, ајде она, и ти само викаш дека немаш време или после ќе отидеш некаде па ќе сватиш дека за себе не си завршил многу работи што сакаш. Посебно периодов, мада не е више ни период, туку е малце доста подолг период, затоа што цело лето ставав и еве сега од октомври навака продолжив да ставам секој втор ден видео. Тоа значи дека еден ден снимаш, истиот ден кога снимаш го едитираш, ноќе дека ја ужасен интернет го ставаш на аплод, за следниот ден веќе да искочи. И така секој ден. Да беше само YouTube, можеби ќе се снаоѓав, ама не е само YouTube, постојат многу други работи во животот и не се стига едноставно и се нема време. И сакам денот да има повеќе од 24 часа ако може. Фала. Следното е опрема. Посебно како креатор што можеби сакаш да почнеш да снимаш или можеби си сакал или јас сум сакал. Секогаш прво помислуваме на еве ќе почнам да снимам, со што ќе снимам и секогаш тоа представува проблем. Секогаш викаме дека ни опремата не е толку важна, можеш да почнеш и буквално со твојот телефон каков и квалитет да има, ако содржината која беаваш е добра, ќе се покажат резултати, па со тек на време ќе успееш да го надоградиш тоа и се така, али постои 21 век каде што технологијата не можеш веќе да бидеш во тек колку се напредува и секој ден искача нешто ново, секоја година нешто се напредува и на крај не можеш веќе и ти да keep апнеш со сета опрема и нова камера, ваква камера, ова ми фали, камерава што прегрева мојава, што ако снимаш десетина минути, ќе морам ја да ситам тука пауза, па да се вратам за 2 минути да ви дојдам здрава, како ништо да немало сет. Struggles of being a YouTuber. Идеме на третото. Кога некој ќе да праша, еве веќе дознал или не дознал, ќе речат што правиш, зашто гледа дека ти очигледно нешто правиш, затоа што тоа некаде се покажува, барем за мене. Кога некој толку неупаден и ќе да праша снимаш за YouTube, а? Да. И ќе ти рече шо видеа снимаш. И сега ти можеби ќе пробаш, леле сега сонцево ќе. Еве сега пример денес се решив да користам дневна светлина. Еве ми се стемнува. И сега таа дневна светлина ќе менја светло што мене ќе ме нервира во видео, али барем за ова видео можам да си дозволам и да коментирам светло што ми се дешава да снимам. Ти можеш пример да пробаш да почнеш да му објаснуваш што снимаш, али не се баш може да биде добро објаснето. Пример еве пред некоја недела пеглав али шта со лева рака. И сега ти објасни дека ти зимаш, пушташ камера, пеглаш и на тоа некој му е интересно дека ти тоа стварно го правиш. И така малце со некој си така посебно некој си почудни видеа, имаш малце страгал да им објасниш на луѓето што правиш и малце ти е иу, али да, некад мораш да знаеш посебно за повозрасни или баба или дедо да дојдат да праша што правиш, тоа ќе треба да објасниш што е интернет, што е YouTube, што све. Следно, кога некој ти ги гледа твоите видеа во твое присуство. Јас веќе на YouTube снимам
3 во јануари ќе бидат точно 3,5 години. И не можам да се навикнам и многу неубаво се осеќам кога некој во моје присуство ќе пушти моје видео да гледа. Некогаш и го дозволувам тоа, пример ако е нешто како 90 секунди, кое патем, се уште се трудам. Секој дневно пробувам и се трудам да почне што е порано сезоната. Некои такви видеа толерирам да се слушаат затоа што пак се многу кратки и пак е нешто, не знам, поразлично е некако 90 секунди други не видеа, али други видеа не можам да се слушам сам себе, се уште не можам да се многу ми е сеежам цел и ја дома имам забрането моите видеа да се гледат во моје присуство, може да слушам во некоја си соседна соба. Во моје присуство видео мое не се гледа. Петата мака е немање идеи. Сега ти снимаш секој ден, секој втор ден, снимаш често, нема веќе си снимал и поима нема што да снимаш ледно. Откаде тебе? Едноставно ќе се седиш. Ќе мислиш што да снимаш. Ќе земеш на Google, ќе почнеш да пишуваш Videos for YouTubers, Challenges. И тоа ништо на крај нема ти помогне и пак на крај, не знам, ќе си црпиш тоа што тебе ти интересно, ќе си кажеш нешто што тебе те случува, ќе збориш за нешто што ти сакаш да збориш и на крај пак ќе се најде. Ама постојат периоди каде што и едно не се снима, второ немаш мотивација, трето немаш више идеи од што толку работи си снимал и ја. Шестото е спремање за снимање. Па тоа е лудница секој пат. Прво, барем во мојот случај, треба да трчаш дома, ти сите низ дома да ги известиш дека ти снимаш, за некој да не те влезе, за некој да не вика, за некој да не такво, да не такво. Цела таа организација кај мене некогаш знае да биде премногу напорна. После гледаш какво ти е. Чај ќе кивнам. Еве само добро знам претходното видео дали можам да кивнам со отворени очи, сега нема да кивнам зашто рекате дека ќе кивнам и кога ќе речеш дека ќе кивнеш, никогаш нема да кивнеш. Добро, следно е седнување и гледаш какво ти е светлото и местење на трипод. Сега тој трипод ја толку сум импровизирал што мислам дека имам ставено еднаш на Инстаграм, па взимаш звучник, над него ставаш крем, над него ставаш некој си кутевче од мајка ти што чувала пред 3 години ајвар во него, па ставаш на него камера, па светлото негде го местиш, па дали ќе ти трепка, дали ти е наполнето, дали ќе биде доволно светло надвор за тоа светло да го користиш и ќе ти рече некој ти само снимаш, се глупираш и се жалиш. Не снимам и само се глупирам, туку имам многу позадински и треба ти малце повеќе да разгледаш и да размислиш и да не разбереш. Не се нервираш, Стефане. Па доаѓа делот кога собата не ти е уредна и ти треба да расчистиш или барем да си го расчистиш делот што се гледа, а од околу тоа делот што вие не можете да го видите, да бидат сите купови кои ти си ги направил за да го исчистиш тоа што се гледа. И тоа само кажувам за она што е најпросто видео, само седнеш и нешто снимаш, а да не зборам работи што треба да ги снимаш надвор или работи што пример за коза спот ти требаат многу луѓе или 90 секунди каде што не можеш едноставно сами, ти требаат месеци да договориш нова сезона. Да. Не е лесно. Седмата работа е кога на крај ќе сватиш дека не си снимал. Мислам тоа деца на мене 2 пати. И секогаш проверувам 100 пати дали стварно снимам, затоа што на крај кога ќе сватиш дека не си снимал, тоа многу боли. И мене така ми имаат пропаднато 2 видеа, да сега ги немам никогаш објавено, затоа што не сакам пример да снимам од почеток, пак да го снимам истото, затоа што нема видео тоа кога више си го снимам. Пример сега јава да не го снимам, нема шанса пак да застанам тука и да го зборам од почеток. Или пример кога ќе видиш дека не си бил во фокус, сега со оваа камера тоа не ми се случува, или со претходната морав сам некако да наместам камерата да локирам некој си фокус затоа што немаше автофокус и на крај ќе го погледнам видеото, ќе го пуштам за да веќе да го едитирам и ќе сватам дека цело видео јас не сум бил во фокус. И еве сега камерата ми загрева, се гледаме набрзо. Кога ќе помине некоја минута, ја пушташ камерата да снима повторно, се враќаме на 8-та мака е снимање надвор. Еве јас колку реков дека снимам веќе 3 години, не можеш да се навигнеш и не може да ти помине срам кога ти ќе отидеш надвор и ти е незгодно што има луѓе. Или пример да земеш да влогаш, ти вака ја зимаш камерата да влогаш и пак ти е незгодно кога луѓето сите те гледат кога да си панат пред 5 минути од Марс. Дека ти не си човек, туку ти си некој си марсовец што земал камера и сега ќе се снима надвор. 9-та мака, јас ја ставив како мака зашто мене ми е мака. Не секогаш, али често знае да ми е, затоа што како што ви го кажав мојот распоред дека јас сега пример денес ќе седнам да го едитирам видео и ќе треба веќе да го аплодирам за следниот ден да го ставам. Не ми се седнува кога више ти толку си го смислил видео да си земал да го снимаш и ти сега да седнеш уште 3 сати да го едитираш. И така некогаш ти го цепкам видеото пример и ќе почнам пример у 4 сата да го едитирам, ќе ме примрзе, ќе се легна на кревет, па пак ќе седнам. И тоа трае вечер до 2 сата. Си го ставив јако мака затоа што едитирање дефинитивно не ми е најзабавниот процес. Иако некогаш е убаво да си го дотераш видеото колку што е можно да изгледа подобро и тоа е некогаш интересно, ама кога снимаш вака
скоро секој ден, па и не е толку забавно секој ден да едитираш. И последната работа што ја направив, што не е мака исто на сите јутубери, туку како да го кажам да не звучам одвратно, на некој што колку толку веќе почнале да го препознаваат на улица. Знам дека Марко збореше за ова во видео, јас никогаш немам зборено, не ни планирам сега, туку само сакам да го кажам, да го спомнам кога више кажувам маки на јутубери дека не е лесно и немаш приватност како што си имал некогаш. Не само што кога ќе отидеш надвор, цело време некој више да кажеш, ти слушаш дека некој кажува дека е неко. И пример така надвор кога се сликам ми е окей, али не ми е окей кога некој цело време покажува и не прави ништо. А најголемиот проблем е кога некој ќе почне да ти доаѓа дома и уште да земе да вика во некое си незгодно време или како што си има случајно да зима остри предмети, да удира каде што не треба и нешто да се скрши. Кога веќе си се одлучил на ова, знам дека кажувам дека има многу повеќе бенефити отколку што има маки, али кога веќе си решил да го играш орото, ќе го играш со сите овие маки, па и повеќе. Знам дека има повеќе, еве можете вие да ми се надоврзете во коментари ако постојат уште маки кои јас ги заборавам, затоа што сигурно постојат многу, и секако да ми предложите кој да биде следното, затоа што ова веќе со макине за ниски луѓе многу некако ми давате ветар во грб, ми се засвиѓа и мене серијалов, а знам дека може да се направат уште бајаги видео од серијалов и дека има повеќе теми на што да се снима, така да кажете ми чии маки би сакале да ги видите следно и јас ќе се потрудам тоа да го направам. Сега пред да го одјам видеото. Чути го ставив, вие го гледате видеото, значи вчера сум го ставил на стори, значи гледате го. Сега ти треба го стиснеш демек на црвено вама, тоа му е подоле негде изместено. И кога е на рамна површина, овој оди. И сега ти го ќе земеш за ова, вика се буни, го ќе спуштиш. Тоа беа маки на јутубери, фала ви премногу што гледав тоа видео. Лајкнете го доколку ви се допадна, доколку. И не заборавајте да се субскрајбите на овој канал. Ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Шао!